Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски денеска додели 75 решенија за еднократна парична помош за новороденчиња во износ од 7.000 денари. Ова се најстрекни мигови во вашиот живот, но пред вас има многу предизвици. Токму затоа општина Центар е тука да ви даде поддршка. И оваа година продолжуваме да делуваме парична помош во износ од 7.000 денари за секој новороденче. Средства кои се надевам ќе бидат добредојдени во буџетот на семејствата што имаат принови. Со оваа финансиска поддршка сакам да испратам јасна порака дека нашата општина се грижи и ќе продолжи да се грижи за своите најмали жители, истакна градоначалникот Герасимовски, кој лично им ги врачи решенијата за парична помош на родителите во Центар. Општина Кисела Вода субвенционира печки на пелети, материјали за реконструкција на фасада на стамбени згради и поправки на лифтови, а наскоро субвенции и за пелети и огревни дрва. Субвенционирањето на набавка на печки за пелети ќе биде во износ од 50% од вредноста, но не повеќе од 20.000 денари со вклучен персонален данок на доход. Јавниот повеќе трае до исцрпување на предвидените средства за оваа намена, а најдоцна до 31.10.2024 година. А сите критериуми и услови се достапни на www.kiselavoda.gov.mk согласно програмата за локален економски развој на општина Кисела Вода за 2024 година. Вкупниот износ за овие три субвенции, што ќе ги обезбеди локалната самоуправа, изнесуваат 2.100.000 денари. Општина Газибава се наоѓа во северниот дел на Република Македонија и се простира во источниот дел од Скопската котлина и град Скопје. На територијата на општина Газибава на крајот од 1912 година биле формирани три општини: Асанбеговска општина, Асанбегово, Инчиково, Маџари, Стајковце, Рукомија и Трубарева со 880 жители. Брнарска општина, Брнарце, Баре, Рачиново, Моранце, Орланце и Страчинце со 834 жители. Булачанската општина, Булачани, Раштак, Црешово, Бутел и Чифлик со 2186 жители.